Пред 2 дена среќен и задоволен, а денеска на блокади. Со овој пример премиерот Мицкоски вели дека еден од синдикалните лидери е политички мотивиран и дека протестите на синдикалците се политички инструирани и имаат политичка заднина. Тој очекува овој притисок да продолжи, односно блокирањето на институциите и стопанските комори. Според него, дел од синдикалните лидери ја злоупотребуваат функцијата и ги манипулираат работниците кои излегуваат на протести. Еден од денешните протестанти со мене држеше пресконференција, видно во екзалтична состојба, задоволен од тоа што го постигнал. Денеска го гледате блокира. Со тој другиот кој што се повикува на работнички права, злоупотребува службени возила за приватни цели и уште многу работи доправа, како што имам чувство ќе бидат сведоци работниците кои ги води и кои ги манипулира во овие политички инструирани процеси. Владата си ги исполнила своите обврски како најголем работодавач, вели премиерот. Според него извршната власт ја завршила работата и ја покачила платата за историски 40% на 11.000 работници. Вработените во управата, администрацијата и правосудните органи зголемувањето треба да го добијат во следните 2 години, почнувајќи од мартовската плата со исплата во април. Во бипартитниот диалог меѓу коморите, односно работодавачите и работниците, ние сме фасилитатор и рековме ќе го поддржиме секое решение кое што практично тие ќе го договорат. Но политички инструирани, самонаречени водачи ние не можеме да поддржуваме и не сакаме да поддржуваме да влегуваме во таков тип на процеси. Повторно ќе кажам, еден од оние кои што денеска протестираше, пред 2 дена со мене држеше пресконференција во една екзалтична состојба, кажуваше дека ова е историски договор и дека ова никогаш не се случило сега и така натаму. Додека траат обвинувањата на премиерот за политичка заднина на блокадите, опозицијската СРСМ со отворена поддршка за синдикатите. Партијата повторно го поднесе предлог законот за минимална плата, откако спикерот на собранието го врати поради технички недостатоци. Лидерот на СРСМ Филипче очекува тој да биде ставен на дневен ред во текот на февруари. Според него, пари за исплата на покачен минималец од 600 евра можеле да се најдат во буџетот, ако се скратат средствата за патни трошоци и за репрезентација. Во кој што има делови за патни трошоци, за репрезентативен материјал, за патување, и сметам дека власта може да покаже ширина, доблест, да покаже грижа за работниците, да скрати од овие пари и да се стигне до сумата од 7,5 милиарди денари во текот на оваа година, близу 120 милиони евра, за да платата на работниците стигне 600 евра. Минималната плата во Македонија во моментов изнесува 400 евра. Законски во март таа треба да се зголеми за половина согласно покачувањето на просечната плата, а другата половина согласно порастот на трошоците за живот. Според досегашните пресметки, таа треба да биде повисока за околу 1600 денари.